Ке бидат ли судниците заменети со онлайн рочишта? Председателот на судскиот совет Киро Здравев најави дека се размислува и судењата да бидат онлайн. Ваквиот став го потврди и министерот за правда Маричиќ. Смета дека поради новата состојба со коронавирусот и судството може и треба да функционира онлайн. За време на вонредната состојба во судството имаше примери кои потврдија дека може да се функционира и онлайн, што е добар показател дека доколку таква потреба има повторно, и во иднина ова може да се воведе како пракса. Но дали ваквите предлози кои доаѓаат од страна на властите се уставни? Професорот по уставно право Саво Климовски за Алфа вели, ниту е уставно, ниту пак законски. Го споредува работењето на судот со работата на парламентот онлайн. Вели, ни едното, ни другото не треба да работат преку видеоврски, отие надвор од рамките на законите. Не е пропишано рочиштата да бидат онлайн. Тоа не го дозволува Уставот ниту пак Законот за кривична постапка. За поголема заштита од вирусот можеби би требало да се размислува за паравани во судниците, а не на видеоврски. Додека пак за дали во судниците ќе има публика, за тоа треба да одлучува судот. Дел од адвокатите пак велат, покрај тоа што е незаконски, не е ниту практично. Може би се размислувањето на Министерството за правда дека е тоа практично, но тоа е далеку од практично, е предлог само заради предлог. Ние во ситуација, јас себе завчера имав судење, имаме секој божи ден судења во време кога има по 500, по 600 заболени. Која е причината рочиштата да се држат по Zoom, Skype, не знам, Viber или другите платформи, наистина не ми е јасно, кога прво тоа е спротивно на сето оно што некогаш не учели и нешто што значи непосредно забележување на судијата, па ќе дозволите и на адвокатот и нешто што значи јавност на судењето. Давидовиќ вели, иако веќе сме имале во пракса онлайн рочиште, според него, тоа не е начин за работа, оти се губи непосредноста на странките, обвинителите, адвокатите.